Добро утро, почитувани гледачи. Добро ни дојдовте и во денешното ново издание на емисијата Фактор здравје. Живееме во време кога стресот стана речиси секојдневен сопатник. Брзото темпо на живот, професионалните обврски, грижата за семејството, финансиските предизвици и постојаната изложеност на информации влијаат врз нашето и физичко и ментално здравје. Често знаеме да кажеме дека сме постојано под стрес, но дали навистина знаеме што се случува во организмот кога стресот станува хроничен? Како телото ни испраќа сигнали дека му е потребна помош и дали постојат начини на време да се препознаат и да се превенираат последиците? На овие прашања денеска во Фактор здравје разговараме со доктор специјалист по интерна медицина од Центарот за биоинформатика BioRevit, каде што современиот пристап кон здравјето подразбира индивидуална проценка на состојбата на организмот, рано откривање на дисбалансите и креирање на персонализирани програми за подобрување на здравјето и квалитетот на животот. За сето ова почнуваме да зборуваме веднаш по првиот блок реклами. Она што го најавив на почетокот, сега да ја представам и докторката што ни е утрово во Фактор здравје, доктор Ана Палева Стојановска, специјалист интернист од ПЗУ доктор Ана Палева и од Центарот за биоинформатика BioRevit. Добро утро, доктор Ана, и добре ни дојдовте. Добро утро, Билјана, добро утро на сите гледачи утрово. Зборуваме за една тема, стресот, која што е често многу споменувана, нешто на кое што секојдневно, веројатно помалку или повеќе сите сме изложени, тивкиот непријател на современиот човек, но кога велиме дека сме под стрес, што тоа од медицински аспект и гледна точка значи, како би го опишале? Мислам дека самиот збор, самиот поим стрес станува секојдневие во нашата секојдневна комуникација. Ајде сега малку да се обидеме да тоа го разјасниме, да видиме што е стресот, како делува, како можеме тоа да го правиме, или да се туку само да се справуваме со него. Во основа стресот представува една органска, една психолошка реакција на организмот секогаш кога телото или ние ќе се најдеме во ситуација која што ја чувствуваме како закана, како нешто што не оптоварува. И стресот како таков почнува секогаш во нашата глава. Во нашиот ум и од каде што почнуваат една огромна лавина на хормони кои што го покренуваат. Навистина се многу, секој со свое делување во човечкото тело и тоа почнува да го прави и својот нормално телесна манифестација. И знаете како, си имаме разлика дали тоа зборуваме за некој акутен стрес кој што во моментот не се случува или нешто зборуваме за еден континуиран стрес кој што го имаме секојдневно во текот на животот. Оно што е многу карактеристично за нашиот организам дека сме ние многу адаптабилни. Па дури и оно што ни пречи го прифаќаме како наше секојдневие. Инаку стресот е работа на лична перцепција. Тоа што за мене може да биде стрес, за вас не мора да биде стрес. Тоа е разликата помеѓу секој од нас како така. Еве денеска дојдовме, нели, почнува топло време, за некого е стрес, за некого не е. Но како и да е, кога говориме за стресната ситуација, тоа се сушност реакции, постапки кои што ги правиме и не го квалификуваат секојдневието. Значи нашето 24 часовно битисување. Но доколку долго време телото го ставате во состојба на една истрошеност, го ставате во состојба на едни поголеми побарувања од она што тоа може да ви одговори, доведува до соодветни нарушувања. Нарушување и во менталната сфера, нарушување и на физичкото тело. И затоа стресот ни е многу често, зборуваме за континуираниот стрес, е многу често пропретен со физичка манифестација. Па говориме за една несоница, па говориме за еден умор, за една намалена концентрација, одиме до анксиозност, дури и психолошки нарушувања. Ако е тоа во рамките на менталната сфера, што не се случува на ниво на физичкото тело, може да се случи. Значи, имаме навистина една широка палета на симптоми. Никогаш немојте да слушате што е вашиот пријателка, туку само слушајте си го телото. Сопственото тело, да. Што ни испраќа како сигнал телото, Толку кога така. е под стрес или кога не може да се справи со стресот, или кога е долготрајно изложен. Генерално под действие на сите оние хормони кои што почнуваат, значи, дали зборуваме адреналин, норадреналин, допамин, сега да не ги набројувам, да бидеме многу едноставни и многу јасни за сите гледачи. Значи, што прави телото? Може
може да се јави чувство на вознемиреност, една тахикардија, чувство дека имате треперење во телото, не можете да се носите со секојдневните обврски, сето тоа ви е замор, имате потреба да одмарате, иако можеби само што сте станале од постела, што е многу симптоматично за еден континуиран и долг стрес. Во основата, кога говориме за стресот и симптомите, сите тоа го врзуваат само со еден хормон, нели? Тоа го врзуваат со кортизолот. Кортизолот е висок причина за стрес. Не, тоа е една навистина плејада на хормони кои што ги имаме во телото, кои што се виновни, односно одговорни за одредени телесни манифестации. Хроничниот стрес го покачува апсолутно нивото на кортизолот и хроничното високо ниво на кортизолот е една од причините за сите манифестации кои што ние ги имаме. Сега, работата од тоа е што колку тоа го освестуваме. Ќе кажеме, јас така функционирам. Колку стануваме свесни за тие работи, за да нешто почнеме да правиме или да преземеме. Јас само кратко се извинувам, ќе ве прекинам, да можеме да кажеме до гледачите подсетување дека зборуваме на мощна и интересна тема која што во вториот дел, она што и на почетокот го најавив, ќе зборуваме и за Центарот за биоинформатика и за биоинформатичката терапија, што значи тој сам преглед, превенцијата, таргетираната, индивидуализирана пристапот кон пациентот, да работиме превентивно и да се грижиме за здравјето и да си го подобриме квалитетот на животот. Продолжуваме до каде што застанавме. Така, во основа сите луѓе стануваат свесни, затоа што гледа дека начинот на функционирање не е тој. Меѓутоа, работата е до тоа колку ќе ги прифатиме симптомите или знаците кои што нашето тело ни ги испраќа и го освестиме моментот. Знаете, секогаш одиме, уште малце, ајде уште малце. Да. Секогаш си даваме уште малку, тоа малку некогаш може многу да не чини. Така да правовременото реагирање и освестувањето на целата ситуација во која што се наоѓаме е многу битен момент да всушност преземеме она што ќе ги спречиме сите понатамошни оштетувања или нарушување во функционирањето на нашето тело. Може ли стресот да биде причина за појава на одредени здравствени проблеми или да ги влоши веќе постоечките хронични? Кога велиме поранлива категорија на луѓе, сите сме помалку или повеќе во таа категорија на лошото влијание на стресот или некои се малку поизложени? Апсолутно сите, зависно колку ќе си дозволиме. Да. Знаете како, стресот е наше секојдневие. Стресот е нешто што не мотивираш, зависно, зависно како го перцепирате и од каква природа е. Да, се согласувам дека доколку имаме континуирано долго време постои стресот, може и тоа како да допринесе да се појават одредени во почетокот функционални, а потоа и одредени анатомски нарушувања кои што нели ние лекарите ги идентификуваме во одредени нарушувања како болести, како синдроми и сето тоа. Ако ја носите одредената генеза или навистина долго време не се грижите за телото. Она што е поентата е да сватиме дека грижата за сопственото здравје е грижа на секој поединец. И грижата за тоа колку ќе прифатите стрес е ваш избор. Да, ние лекарите можеме да ги лекуваме симптомите на телото, можеме тука да обрнеме внимание, но во основа промената на навиките е една од битните фактори кои што допринесуваат да вие го намалите стресот. И кога ќе кажете, ако се тоа се фактори кои што допринесуваат, работата е како тоа треба да го сторам. Нели? Многу едноставно. Многу едноставно ли е? Секако е дека е многу едноставно, ако сакате да ги направите. Прво, нешто што ни е многу важно е да дадеме време да самото наше тело се регенерира, односно се обновува. Тоа го правиме секојдневно во текот на едно 24 часовно функционирање. Прво што е важно за да телото добро се регенерира, треба да се одмори. Сонот не е луксус. Сонот е неверојатна потреба да телото се врати. И сега знаете, луѓето ќе па јас спијам, па не е така. Значи, колку време спиете, колку време е должината на сонот, дали ги почитувате сите фази во сонот, значи за да дојде до комплетно регенерирање на секој дел од телото, зашто зависно од должината на сонот се смета дека 6 часа се минимално потребно време за процес на регенерација на сите органи од човечкото тело, зашто во одреден период во одневен дел од
сонот, така настанува и регенерацијата. Квалитетен да биде, така Апсолутно. некогаш како велите 6 часа, некој ќе рече па тоа е многу малку, меѓутоа ако квалитетно спиете му е доволно на организмот. Тој е минимум, негде од 6 до 8 да. часа, зависно се разбира и од возраста. Знаете, тоа е многу интересно кога гледаме горе во центарот за биоинформатика и ќе ви кажат, па јас добро спиам, а вие гледате каков е квалитетот на сонот. Така да спиењето и спиење имаме малку разлика. Самиот акт на спиење е процес на кој што треба да поработиме. Најчесто сме тука немарни, сметаме дека уморни сме и сега треба да спиам и го земам телефонот, и гледам телефон и вие само примате импулси од надвор и сакате после да се свртите на перницата и веднаш да се спиете. И каков е тој само? Да. И можеби ќе заспиете, но тоа е веќе физички замор. Немате веќе ментално. И затоа да процесот на спиење е процес на кој што треба да се работи. А тоа значи да се подготвите. Чисто како пример, како тоа би било. Например, веќе знаете треба да легнете веќе 10-11 е некое оптимално време кое што треба да си го дадеме за сонот. И вие прво што треба да направите? Прво треба 2 часа пред да легнете, да тргнете се она што ги предизвикува и што ви праќа импулси од надвор. Да ја намалите светлината, да престанете да јадете, да тргнете сите телефони, телевизори, нели? Едноставно да му дадете простор на телото да си го прати сопствениот биоритам кој што го имаме. Зашто се во космосот, се овдека функционираме со ритам. И да си го следи и да полека спокојно влезе во сон. Немојте да мислите дека вие се заспивате, имате убав сон ако имате телефон во рака. Апсолутно погрешно. Сите тие информации само го возбудуваат, значи, вашиот ум и не ви даваат мир и спокојство. Оптоварувате сетила. Прво што страдаат очите од сината светлина. Значи, многу работи е потребно. Знаете, кога ќе почнете и кога ќе се обидете да влезете во едно квалитетно спиење, ќе видите дека е процес, можам да кажам, од лично искуство тоа, затоа што долги години сметав дека тоа што малку спиаме добро, може да се издржи. Меѓутоа ќе дојдете во период кога ќе видите телото ќе ви каже толку е. Да, бидејќи се акумулирало, се собирало и долго време траело таквото нешто. Тогаш морате да видите. Од своето лично искуство морам да кажам дека кога влегов во програм за спиење, затоа што и тоа е нешто што треба да го научите, нели, тоа нема врска ни со возраст, ни со ништо, туку има со желба да дојдете до вашиот добар сон. Мене ми требаа 15 дена да легнам и да заспиам. Дали беше лесно? Морам да кажам не. Навидуме вака едноставно, но не е. Јас ги разбирам луѓето кога се жалат на несоница. Тоа е еден цел процес кој што се случува внатре во нас, а ние мораме да делуваме од надвор на се оно што ни го потенцира ако не го испочитуваме. А знаете, голем проблем е ако не можете да спиете, без оглед на возраста, дали некој ќе оди на работа или некој е пензионер, па е дома, ви го нарушува функционирањето следниот ден. И постојано мислите, дали вечер ќе можам, кога ќе дојде време за спиење, да заспиам психолошки. Да. И тоа е оно што е многу интересно. Значи, сонот е една исклучително голема тема, како треба да се спие и зошто да го правиме. Друга работа која што ќе ви го намали стресот, сега да се вратиме повторно на стресот, да не навлиземе премногу во несоницата. Значи, оно што е многу важно е да имате физичка активност. Зошто? Затоа што телото се научува да ја троши онаа енергија, да го менува оној секојдневно седарен ритам кој што го имаме во секојдневието. Повеќето нели, сме физички неактивни или седиме, па дури и за оние кои што се физички активни, една домаќинка има секојдневно физичка активност во домот, но тоа не е физичка активност. Да. Она има чекори. Долго време мислевме ние жените дека работејќи по дома сме физички активни, ама со текот на времето, барем вие докторите така велите, треба да тргнеш, да пешачиш, да одиш, да се движиш. Така, и едноставно, знаете како, морате да си дадете време за себе. Е тоа време за себе. Ако во текот на една недела немате барем 3 часа за себе, тогаш следува наједноставното прашање. Кој е центарот во вашиот живот? Так. Па одговорете.
Да, Така да физичката активност е многу важна заради многу работи во физичкото тело од една страна, а од друга страна и да го внесете во ритам на оној кој што е неговиот природен ритам. Физичката активност делува на целокупниот тонус, на целокупното функционирање на внатрешните органи. Не зборувам само за естетика, не зборувам само за оно што ќе го види нашето око, туку зборувам за правилно функционирање. Зашто видете, во основа кога имате вие здраво и добро тело, вие не ми треба не знам што да ставите на себе. Енергијата се чувствува и вие носите убава енергија околу вас. Само кога телото е здраво. Да. Затоа и за оној антиејджинг кој ќе зборуваме не само за подмладување надворешно на кожата, туку одржување на виталноста, енергијата и здравјето на телото. Билјана. Повторно ќе се вратиме на почетокот. Од друга страна, што е важно за да го намалиме стресот? Исхраната. А кога сме под стрес, посегнуваме многу почесто по храна, најчесто. Тоа е повеќе влегуваме во една рутина на секојдневието. Знаете, работите, гладни сте и што најбрзо нешто ќе ви го реши на чувството на глад и посегнувате по се што не е добро. Зашто? Затоа што брзо ќе ви го реши. Тоа го гледаме кај децата. Јас на пример кај мене го гледам кај синовите или кај едниот посебно, кој што сака брзо да го засити гладта и било што ќе земе. Дали та кифла, чоколадо или било што. Исто го правиме и ние големите. Апсолутно, не сме ништо поразлични, меѓутоа не така јавно, нели? Од друга страна, храната е наш пријател. Храната ни е многу важна, но мораме да знаеме што внесуваме во нашата внатрешност, зашто внесот на внатре е сушност контактот со надвор. Ние ќе повнимаваме на се што ќе ставиме на нас, ама се што ќе внесеме во нас, тоа може и да помине. Така да режимот на исхрана, исхраната, ритамот кој што го воспоставуваме, и тоа е еден од антистрес моментите, значи за да можеме да го амортизираме стресот. Што ќе одговара? Не се придржувајте ваков режим, онаков. Најдете го она што вам ви одговара. Храната не е токсична. Храната само треба да знаете како да ја внесете во телото и како да го извлечете бенефитот од храната. Телото не разбира дали вие ќе јадете шницла, дали ќе јадете кавијар. Не. Битно е што тоа ќе влезе. Но за да може да влезе во нашето тело, како нашите црева функционираат, колку се здрави, колку се функционира. Повторно тоа го гледам исто горе кога здравјето на цревата всушност произлегува здравјето на целото тело или пак проблемите кои што ќе се јават во телото. Сето тоа го гледаме исто така горе кога ги правиме, нели, прегледите кај пациентите. Знаете, кога ќе видите дека цревата не функционираат, независно тенкото, дебелото, секој си има своја улога. Вас ви е јасно зошто ви кажал пациентот, зошто е тоа така, зошто се чувствува уморен, зошто нема енергија во него, зошто буквално не сака ништо да направи и ви мислите дека нешто страшно се случува. Не, само немате добро функционирање на вашите црева. Зошто ние даваме сугестии што треба да се направи. И знаете, тоа е многу важно да го чуете и да ги смените навиките. Тоа е само до едно, саке кажам едноставно. Не, ајде ќе бидам така, само промена на навики. Да. Така да. И малку повеќе грижа за себе. Сакам само да се надоврзам. Велиме, се е до стресот и стресот е главниот виновник на се што ни се случува со здравјето во моментов. Дали е навистина така? Дали се припишуваме или пак си наоѓаме добар изговор дека од стресот ми е ова, а не сме повнимавале и во превенцијата, и во грижата за здравјето, и прегледите и ред други работи. Апсолутно се согласувам. Многу е полесно кога вината ја префрламе на некој друг, нели? А не се погледнуваме во себе. Се согласувам дека долготрајниот стрес и тоа како знае да го наруши здравјето, значи знае целокупната функционалност да ја наруши и ви реков, ако предолго трае и не се преземе нешто, доведува и до органска манифестација, односно до болест. Но, ако вие преземете се што е до вас, односно го елиминирате сите фактори од надвор, а зависат од вас, не е проблем. Затоа и луѓето велиме, потребно е да знаете да се одморите, знаете кога треба да престанете, да земете еден подолг одмор, еден пократок одмор, за да го направите тоа што му треба на вашето тело. Толку многу симптоми, толку знаци ни праќа телото, а ние знаете како само ги игнорираме. Не сега, нишок, ај уште малце, ајде уште малку. И што велат луѓето кога ќе ги ставате работите
под тепих, кога ќе порасне, тогаш ќе биде навистина тешко да го решите. Така, да, и често знаеме да кажеме не знам што ми е, нешто ми се случува, ама не знам што ми е, и посебно дали е посебно алармантен тој знак кога постојано се чувствувате изморени, постојано не сте биле физички активни премногу во текот на денот, ајде ќе речеме нели и умствено и физички, меѓутоа заморот некако како да ви е придружник во секојдневието. Па тоа многу често се случува во утринските часови, ќе станете од спиење и вие сте чувствувате уморен. Да. Не можете да продолжите, а денот само што почнал. А денот ви е тој единствен, нема друг. И морате да го излечете максимумот, не за некој друг, заради себе. Морате да уживате во времето кое што ви е дадено. А вие сте веќе во минус енергија. Тоа е веќе алармантен знак дека нешто требате да направите различно. Сите ние, подсвесно, точно знаеме каде грешиме. Точно знаеме, само колку сме храбри да направиме исчекор и да ги направиме промените. Да. За наше добро. Апсолутно за наше добро. Да. Знаете, убаво е да се чувствувате убаво во сопствената кожа. Секако, да. Ќе погледнеме уште еден блок реклами, па ќе продолжиме со разговорот. Останете со нас до самиот крај. Продолжуваме со разговорот во студиото. Интересно е сето ова што го слушаме, ама велиме ајде да прифатиме или да примениме дел од она што вие лекарите ни го препорачувате. Ако има некое место каде што нема стрес, веројатно сите би сакале таму да одиме и да живееме, ама такво место не постои, значи останува се на нас да пробаме да ги смениме и навиките или пак ако веќе сме изложени на долготрајни вакви влијанија да промениме нешто. Во Центарот за биоинформатика, Биоревит, пристапот кон здравието не е стандарден, туку прецизен, научно базиран и индивидуализиран. Што тоа значи? Тоа значи дека добивате буквално еден одличен преглед како вашето тело функционира. Тоа уствари принципот на работа е исто како со мерење на да објаснам, мерење на тој мембрански потенцијал кој што го има секоја клетка и врз основа на тоа добиваме слика за што гледаме какви се функциите на сите органи во човечкото тело, каква е функцијата на менталните, значи на сите когнитивни функции и гледаме, ние не поставуваме диагноза, туку само ја гледаме целата состојба во телото. Тоа е истиот принцип работи и ЕКГ апаратот, кој што го мери мембранскиот потенцијал или на срцето, добиваме ЕКГ записи, ние гледаме како работи срцето. Ние гледаме како функционира целото тело. Секој орган во човечкото тело. И кога ќе добиете една ваква слика, која што ја читате, која што ја гледате, вие гледате каде се нарушувањата, каде се отстапките и каде можеме се она што е отстапка да го коригираме, односно да помогнеме да се врати во сопствениот баланс. Како тоа го правиме? Го правиме на тој начин што даваме информација на клетката, односно го имитираме меѓуклеточниот јазик со тоа што е со различни невротрансмитери кои што се случува инвиво во нашето тело, со еден импулс за да можеме да направиме корекција на самата лошо или недобро работење на клетката. Зашто знаете како? Секоја клетка во нашето тело, која што ги има безброј милиони билиони, начелно има способност за регенерација. И кога вие ќе дадете добар импулс на клетката, информација да таа работи и го коригира своето работење, секоја наредна клетка која што ќе дојде по пат на делба, тоа го учевме во 5 оделение, нели, од една клетка 2 клетки и така натаму, го ја носи информацијата и доведува до подобрување на функцијата. Кога говориме за подобрување на функцијата, не говориме само за еден систем, говориме за подобрување на функција на целиот систем. Зашто знаете како, од еден малку холистички аспект, телото е целина на се, не е орган, не е систем. Тоа ни дава можност да навистина дојдеме до многу побрзи резултати, односно да ги средиме сите оние отстапки. Зошто? Вие кога ќе погледнете, ако не функционираат цревата, тогаш знаете дека следен систем кој што сигурно не е во добар баланс ви е нервниот систем. Ако не е во добар баланс нервниот систем, не е во добар баланс имуниот систем. И вие имате комплетно разнишување на функционирањето, независно што симптом ќе се манифестира.
Вие треба да го вратите телото, да му помогнете да се врати, бидејќи ги носи своите потенцијали, ги носи своите потенцијали, за да може да си се врати во нормалното функционирање. И бидејќи тоа се прави преку правење на индивидуален скен, кој што прави... И како изгледа тоа? Веројатно ќе ги интересира и гледачите тој преглед на кој што ќе дојдат. Дали секој може да го направи овој преглед? Апсолутно да. Да, јас би рекла и тоа ми е да прегледот се прави не само кога имаме отстапки, туку да ја видиме и каква е фактичката состојба. Многу пати ние знаеме да кажеме па што мене ми е добро, да сум добра. Супер, тоа е се во ред, меѓутоа секогаш постојат минимални отстапки или еден дисбаланс кој што телото знае долго време да го компензира. Кога веќе ќе премине во декомпензација, тогаш веќе имаме нарушување. Дали има потреба? Дали има потреба да чекаме да дојдеме во таква фаза? Како изгледа прегледот? Прегледот се изведува, трае некои 20 на минути, со тоа што се ставаат електроди на двете раце, исто така долу на стапалата се ставаат на електродна плочка и телото се скенира, односно се собираат информации, се обидувам да биде поедноставно, се добиваат информации кои што преку компјутерскиот систем или софтверски се обработуваат и ние добиваме сликата каков е скенот, односно каква е моменталната состојба на пациентот. И врз основа на тоа, ние нормално разговараме со пациентот, му кажуваме што е она што го гледаме, пациентот ќе дојде, ќе донесе документација се, но тоа е еден дел од она што нас ни е потребно, но некогаш и не ви е потребно, тоа што вие самите така е. Многу пати и се случува да луѓето и неќе да бидат комплетно искрени, веројатно сакајќи да не проверат дали е тоа така. Во ред, и тоа е дел од човековата природа, но при тоа добивате комплетна слика како функционира човечкиот организам, уствари човекот кој што е пред вас. И кога ќе го добиете тоа, имаме можност да изготвиме лична, персонализирана програма со која што се коригираат сите тие отстапи кои што сме ги виделе, на самиот скен. И дека тоа навистина е така, и дека навистина нешто сме направиле, го контролираме по завршетокот на целата програма, која што трае 45 дена, за кој временски период пациентот доаѓа 2 пати на контрола, за да можеме да видиме како тој субјективно се чувствува и не остануваме на неговите само субјективни чувства, туку правиме повторно контролни скенови, да видиме каква е и она што објективно ние ќе го добиеме. И точно гледате како се менува и како телото реагира. Тоа е навистина многу интересно и голем предизвик да знаете дека можете да му помогнете на тој начин, а да при тоа не му наштетите на телото. Значи не користиме хемија, нема ништо. Знаете, малку поразлично тоа на што сме научени во самата класичната западна медицина. Така да е тоа многу интересен момент, а уште поинтересно е кога самиот пациент ќе се почувствува подобро. И кога ќе ви дојде и ќе ви каже, јас се чувствувам добро. Знаете, тоа е онаа благодарност која што ја добивате како фидбек за силно што сте вложиле. Веројатно ги имате и секојдневно таквите искуства со пациентите. Апсолутно, да. Или имате, знаете, никош ќе ви каже, ама знаете што, јас не чувствувам ништо. Добро. И са вие ќе го отворите скенот, го гледате, викате, ама добро, ама ова нели ви е подобро сега, подобро спиете. Сега карикирам само. Па добро, малку подобро спијам. Ама нели сега веќе не подкашувате. Добро, не подкашувам. И вие уствари посочувате сите оние симптоми, односно подобрувања, кои што ги сме дека добро, тоа е како секојдневие, така дека веќе човек се навикнува на таквиот начин на живот. И кога ќе ги решите проблемите поради кои што или нарушувањата поради кои што пациентот се појавил дошол горе во центарот, тоа е убавината. И кога знаете, искуствени или со годините низ кои што покажува затоа што навистина долги години веќе се центарот постои, ќе видите што значи задоволен пациент. Биоинформатичкиот третман кој што се применува. Дали доаѓаат некои чисто превентивно да видат во каква состојба им е телото или пак најчесто заради одредена патологија и зашто најчесто доаѓаат? Имаме луѓе кои што доаѓаат од љубопитност. И тоа е многу добро. И тоа е многу добро. И кога ќе им кажете дека нешто не им е, малку се зачудени све, меѓутоа тоа е негде во позадина,
ќе ви се заблагодарат, супер, ќе си заминат. Има луѓе кои што доаѓаат што имаат навистина сериозни нарушувања, затоа што едноставно не нашле начин како тоа да го решат по сите други патишта и доаѓаат да тоа го направат овде или дошле по одредена препорака. Најчесто препораката е најмукниот начин на кој што ги носи пациентите горе. Зборувам кога имате задоволна препорака, задоволен пациент. Така да. Мораме да го споменеме моментот дека до 1 јули има 50% попуст на прегледот во Центарот за биоинформатика. Да. Одлична можност, така да, малку го пролонгираме целото тоа затоа што навистина интересот е голем. Голем е затоа што едноставно можете да видите што ви се случува во телото. И тоа е, да кажеме, бенефитот на ова што го нуди Центарот за биоинформатика. Еден вид и еден начин на превенција на која велиме постојано треба да работиме, така? Секогаш. Превенцијата е работа која што е предуслов за одржување на доброто здравје. Да. Антиејџингот го споменавме некаде низ разговорот и кога ќе го споменеме буквално нели значи против старењето, ама најчесто го поврзуваме со старењето надворешно на кожата. Најмногу сме исплашени првите бори кога ќе ни се појават како ни изгледа лицето. Меѓутоа антиејџинг, односно да го забавиме процесот на старење на телото, да ја имаме и таа виталност и енергија и добар квалитет на живот. Како да го постигнеме тоа? И зошто толку многу сега во последно време се зборува за добро функционирање на телото? Затоа што веќе влегуваме во едно многу динамично време каде што убавината станува потреба, каде што станува навика на луѓето. Порано беше таа привилегија на жените. Сега не. Сега и мажите сакаат да изгледаат убави. Тоа е многу добро за поздравување. Антиејџингот е целокупна програма за одржување на виталноста на телото. Кожата е само најголем орган кој што прави наша манифестација. Меѓутоа, вие морате антиејџингот да го правите од внатре. Ако вие имате добри и чисти црева, ако вие имате добри здрави крвни садови, вие ќе имате добри функционални органи. Тоа ќе се види на кожата. Ако вие доволно го хидрирате телото, повторно ќе се види. Значи, антиејџингот станува едноставно програм кој што ви овозможува. Ние биолошки не го сопираме старењето, да се разбереме. Тоа е биолошки процес и тоа е неминовност. Но квалитетот на старењето, квалитетот на намалувањето на функциите кои што природно следат, да ни бидат што е можно подобри и да останеме подолго време функционални. Што би рекла вака со еден збор, елегантно да старееме. И убаво и квалитетно. Тоа ни е целта на сите, како велат кардиолозите. Колку се стари крвните садови, толку ви е старо и телото и организмот, а не годините, настрана од годините. Биолошката старост и календарската старост се апсолутно различни работи. Затоа велат, вие имате човек од 30 на години кој што е биолошки стар, и обратно, да не ги потенцирам годините, нели? Затоа што веќе како одиме се понатаму и биолошката старост на луѓето е се подолга. И мораме да го почитуваме дека се подолго време ќе бидеме здрави, ќе бидеме долговечни и тука треба да го одржуваме здравието. Така. Уште еднаш ќе потсетиме дека има 50% попуст на прегледите во Центарот за биоинформатика Биоревит. Може слободно кој што сака така да си ја провери состојбата во телото, не само кај возрастната популација и во детската возраст, така овие прегледи се добре дојдени. Апсолутно. Овде велиме конкретно кај децата за одредена патологија, претпоставувам, така најчесто би се дошло. Да, зависно, независно дали зборуваме за менталното, зборуваме за физичкото здравје кај дечињата, сето тоа може да се види, може да се направат корекции, навистина големо искуство стои зад се ова што се работи во Центарот за биоинформатика. Индивидуален е пристапот кон секој пациент. Веројатно и времетрењето и на самата терапија и она што ќе му се понуди на пациентот зависи од состојбата во која што е, така се прави проценка што би му помогнало. Да, начелно секој пациент индивидуално ќе би изреагира на програмот, некогаш треба подолго време, некогаш веднаш ќе добиете одговор, но е тоа индивидуално од човек. Затоа викаме ова е строга персонализирана терапија. Да. Дали е посебно привлечена терапија за скен на лицето да се види кожата во каква состојба и што е потребно на кожата дополнително? Да, секако. Генерално се разбира, кожата е само огледало на нашата внатрешност. И вие кога ќе ја видите кожата, каков е квалитетот на структурата на кожата, порите, присуството на лујните, на потните жлезди, како реагира, црвенило,
вие веднаш веќе знаете каде можете да се движите. Така да. Јас ви благодарам за гостувањето, ми беше драго што ни бевте утро во гостинка. Се надевам дека и понатаму ќе имаме можност и прилика да разговараме, бидејќи темите и широка е лепезата на теми кои што можеме да зборуваме, ама сепак целно да се насочиме и кон превенцијата и на одржувањето на доброто здравје, а самите мораме тоа да го направиме. Апсолутно. Превенцијата и грижата потекнува и почнува од нас самите. Јас ви благодарам, Билјана, и благодарам на гледачите. Се надевам дека ова е за нивен благодет и нешто ќе им биде од корист. Секако. А благодарности и до вас, почитувани гледачи, за вниманието со кое не следевте. Останете и понатаму со програмата на ТВ24. Имајте убав и пријатен ден, штитете се од високите температури, не излегувајте во моменти и во периоди кога е најјако сонцето, бидејќи на тој начин го штитите и вашето здравје.